Кратки најави за денес. Голема посетеност на Великденскиот базар во Охрид. Нова пролет, стари проблеми. Повторно гори трската во Калишко поле. Бесправно се гради кај Самуилова тврдина, констатирале од Завод и музеј Охрид. Може не уште еден повик за субвенционирани авиолинии кон крајот на ова година. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, времето во текот на денот сончево и топло со дневни температури во пораст до 18 степени. Во текот на ноќта кон петок, ведро со локална облачност и свежо време. Утре над европскиот континент умерена облачност и нестабилно со врнежи од дожд. Врнежите ќе бидат проследени со засилен ветар над Пиринејскиот полуостров и на источноевропската низина, сончево со локална облачност. Во петок на Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, проследени со ветер и пад на температурите. На крајниот исток од Балканот дожд, максималните дневни температури од 11 до 23 степени Целзиусови. Во Македонија во петок времето умерено облачно и нестабилно, врнежи од дожд, проследени со ветер со пад на температурите. Доцна попладне и вечерта, врнежите ќе престанат и ќе дојде и до намалување на облачноста, ќе дува заслед југоисточен југозападен ветар до 25 км на час. Минималните температури од 0 до 10, максималните од 10 до 19 степени во Македонија. Во петок во Охрид времето умерено облачно, ќе биде нестабилно со врнежи од дожд. Попладне и вечерта врнежите ќе престанат и ќе дојде до намалување на облачноста. Минималната 6, дневната 13 степени. Во Охрид во сабота умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура 2, дневната 14 степени. Во недела умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Вечерта интензивирање на врнежите. Минималната температура 5, дневната 14. Во понеделник облачно време, врнежи од дожд и пад на температурите. Минималната температура 6, а дневната 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата
е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во пресред на големиот христијански празник Великден, традиционално и денеска на плоштадот Крушевска република се одржа традиционалниот Великденски базар. Манифестацијата веќе 7 година е промотор на ракотворбите изработени од вредните раце на охридските ученици и вработените во охридските компании. Денес беа изложени великденски украси, сувенири и традиционални македонски специјалитети, а дел од собраните средства ќе бидат донирани во хумани цели. Општина Охрид во соработка со јавното предпријатие Градски пазар денес по 7ми пат го организира традиционалниот Великденски базар, проследен со концерт и музичко-сценски настап на охридските културно-уметнички друштва. Дел од собраните средства од купените производи ќе бидат донирани во хумани цели. Со купување на ракотворбите и производите кои се изложени на базарот, стануваме дел од една значајна мисија и стануваме позитивен пример за идните генерации. Овој настан од година во година прераснува во интегрален дел на охридската туристичка разгледница и промотор на ракотворбите изработени од вредните раце на охридските ученици и вработените во охридските компании. Интересот, вели директорот на јавното предпријатие Градски пазар Александар Поповски, годинава пријатно ги изненадил организаторите. Имаме интерес голем, значи суштината на овој Великденски базар е локалните производители на традиционални македонски специјалитети, фирми и занаетчи да ги промовираат своите производи и со тоа ќе стана дел и тие од оваа хуманитарна мисија. На голем број штандови на Великденскиот базар годинава се представија ученици од охридските основни и средни училишта кои на посетителите им понудија најразлични производи, од вкусно подготвена храна и рачно изработени цвеќе и накит па се до здравствени услуги. Ние сме од средното стручно училиште Свети Кирил и Методи и тука сме денес на нашите граѓани да им мериме крвен притисок, како и крвна гликемија, односно шеќер во крвта. Традиционално оваа година решивме и да се приклучиме со цел да го подкренеме, да подкренеме свесноста кај граѓаните за тоа како треба да го чуваат своето здравје. Накитот кој е рачна изработка заедно со професорката Поликовна, а учениците изработено од глина, хартија, темпери имаме. Мунисти може да видиме и накитот е традиционален, може да се види тука. Неколку дена се работеше, веќе има доста труд работа се изврши. Ние почнавме со подготовки уште од вчера и подготвувавме храна која ќе ја донираме хуманитарно за социјално загрозени лица. Сите пари што ќе ги собериме средства ќе одат за донација и подготвивме заедно со моите соученици најчесто постна храна, бидејќи се пости, и ги подготвивме во нашиот кабинет за готварство. Исто така на базарот учество зедоа голем број заинтересирани фирми, занаетчи, сладкари, пекари. Тие на базарот ги промовираат традиционалните охридски и македонски јадења и рачно изработени производи. Ова година ни е четврти пат да учествуваме. На другите ми посакувам среќни празници. И колку време се подготвува? Па еден ден. Производи од кожа, рачно изработени, рачно сошиени, нотеси, разни футроли, привезоци, чанти, новчаници. И изработуваме, правиме и работилници со разни туристи. Секој што е заинтересиран може да не контактира, да дојде во нашиот дуќан што се наоѓа наспроти пожарна и може да си направи некој производ по своја желба. За прв пат годинава дел од Великденскиот базар беше и Младинскиот културен центар од Охрид. Сите волонтери се приклучија од Младинскиот центар, като подолговме подолго време, ни требаше време да се собериме и денов е за Великден и треба да ви
значајни, плюс е хуманитарна акција за Бојан. Како и секогаш, Општинската организација на Црвениот крст на ниво на нивната хуманитарна мисија. На свој штанд на базарот има ракотворби, домашни колачи, како и кутија за донации за помош и поддршка на ранливите категории граѓани во духот на големиот христијански празник Воскресение Христово Великден. Пензионерки повеќе и работиме како волонтери, помагајќи на стари лица кои што се дома, сами кои што живеат, немаат никаква помош. Во забавниот дел од настанот пред на собраните гости и охриѓани настапија културно-уметничкото друштво Гердан од Бисери, Гердан, културно-уметничкото друштво Отекс, Фаланга, Филигран и Илинден, учесниците на детскиот музички фестивал Распеано рибарче, малите звездички со Кат Војчене, младите од детската градинка Јасна Ристеска и учениците од општинските основни училишта. Великденскиот базар има хуманитарен карактер. Дел од собраните средства од продажба на производите ќе бидат донирани онаму каде што е најпотребно. Нова пролет, стари проблеми во Струшко. Почна спалувањето на трската во Калишко поле. Изминатава недела евидентирани се 2 пожари, при што е уништена поголема површина на трска. Еколозите алармираат со години. Се уште го нема најавениот видеонадзор и ренџерската служба за заштита. Повторно опожарена голема површина на трска во Струшко. Изминатава недела евидентирани се 2 пожари на локалитетот Калишко поле покрај крајбрежието, каде интервенираше против пожарната единица. Деградацијата се повторува секоја пролет, пред почетокот на туристичката сезона, од страна на несовесни граѓани кои заради профит, изградба на плажи и узурпација го уништуваат природниот биодиверзитет на Охридското езеро. Трската во континуитет се спалува. Гледаме дека на површините се истура градежен шут. Она што најмногу ни пречи е тоа што не станува збор за приватно земјоделско земјиште, туку дека станува збор за државно земјиште. Се уништуваат мрестилиштата на краповидните риби, а птиците исчезнуваат напуштајќи ги спалените гнезда. Еколозите алармираат. Се уште го нема најавениот видеонадзор и ренџерска служба за заштита. Иницијативите се однесуваат и за поставување на видеонадзор и за организирање на некаква ренџерска служба која што барем во периодот додека се случува палењето на трската, ќе бидат присутни на терен и од друга страна беше поднесена иницијатива за дислокација на фрлениот градежен шут. Уништувањето на трската е една од забелешките на УНЕСКО. Еколозите ги повикуваат инспекцијските служби да преземат итни мерки. Секоја пролет се повторува спалувањето на трската во Струшко. Секојдневно во полициските билтени се пишува за интервенциите на противпожарната единица. Националната установа Завод и музеј Охрид извршила увид на градежните активности во близина на Самоилова тврдина, за кои граѓани реагираа со допис до редакцијата на ТВМ. Стручните лица од установата констатирале дивоизведени градежни зафати за што ги известили инспекцијските служби при Управата за заштита на културното наследство во Скопје. Градежните зафати во близина на Самоиловата тврдина за кои граѓаните реагираа, собственикот на парцелата ги демантираше, сепак се изведуваат без одобрение. Од Националната установа Завод и музеј Охрид по барање од граѓаните за преземање мерки поради неспроведување на претходно решение на Управата за заштита на културното наследство Скопје, а во врска со дивоградбата во близина на тврдината, каде собственикот на парцелата не само што не го вратил земјиштето во првобитна состојба, туку дека на локацијата повторно се носат градежни материјали и по пријава доставена до установата на 10 април дека на катастарската парцела се изведува подпорен зид, бил направен увид од стручни лица. Стручните служби при Националната установа Завод и музеј Охрид извршија увид на лице место. Ги констатираа дивоизведените градежни активности, изготвија извештај и истиот го доставија до Управата за заштита на културно наследство Скопје на нивно понатамошно постапување. Информира за ТВМ Тања Паскали Бунташеска, конзерватор советник при Националната установа Завод и музеј Охрид. Од Завод и музеј во прилог на барањето информации од страна на ТВМ го доставија извештајот од извршениот увид. Во него стои дека стручните лица констатирале дека по претходно констатираниот нелегален бетонски подпорен зид изградена е и надворешна скала од камен и дека во тек е изградба на подпорен зид од камен во должина од 6,5 метри и висина 1,7 метри.
За изведените градежни активности, Националната установа Завод и музеј Охрид не поседува техничка документација и не е издаден никаков посебен акт. Напоменуваме дека градежните активности се изведуваат во непосредна близина на поединечно заштитено добро цитадела на Самуилова тврдина и од тие причини неопходно е да бидат известени инспекцијските служби при Управата за културно наследство Скопје, кои се должни да постапат понатаму согласно своите надлежности, велат од Националната установа Завод и музеј. Инаку вчера собственикот на парцелата со писмен демант до медиумите ги отфрли реакциите на граѓаните како невистините и паушални, тврдејќи дека на локацијата не се гради градба без документација, туку дека се врши партерно уредување на просторот и изведба на потпорен зид поради лизгање на земјиштето, на што, како што вели, имал уставно загарантирано право, а со тоа ги штител и имотите на соседите од штета. Со субвенција од владата, германската авиокомпанија Lufthansa ќе воведе една нова авиолинија и тоа од Скопскиот аеродром до Франкфурт, додека Wizz Air 4 од Скопје до Луксембург, Штутгарт, Салцбург и до Љубљана. За сега нема најава за враќање на авиолинијата Скопје-Барселона, која беше една од најатрактивните пред корона пандемијата. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на денешната пресконференција најави дека е можно да има уште еден повик за нови авиолинии кон крајот на годината. Авиокомпанијата Wizz Air ќе воведе 4 нови авиолинии од меѓународниот аеродром Скопје од 1 ноември. Од 23 април авиокомпанијата Lufthansa ќе лета за Франкфурт 10 пати во неделата. Министерството за транспорт и врски денеска ги објави новите авиолинии кои ќе ги субвенционира државата. Lufthansa конкурирала за субвенции за една авиолинија од Скопје до аеродромот во Франкфурт. Компанијата Wizz Air ќе добие субвенции за летовите до Љубљана, Штутгарт, Луксембург и Салцбург. Овие летови ќе стартуваат од 1 ноември и ќе ги има 3 пати неделно. Финансиската подршка ќе биде 7 евра по патник во заменување превезен од меѓународниот аеродром од Скопје. Договорите со авиокомпаниите ќе бидат на 3 години, за што од буџетот се предвидени 5 милиони евра. Авиопревозниците за дестинацијата за која ќе добиваат финансиска подршка ќе имаат обврска и по завршувањето на субвенциите кои што траат во овие наредни 3 години, да ја оперираат линијата за период за кој што добивале субвенциите, односно уште 3 дополнителни години. Во спротивно ќе бидат должни да го вратат целиот износ на средства што ги добиле како финансиска подршка. За сега нема најава за враќање на авиолинијата Скопје-Барселона, која беше една од најатрактивните пред корона пандемијата. Wizz Air не предложила да лета од овие две точки во предлогот доставен за субвенционирање. За министерот за транспорт и врски Благој Бочварски ова не значи дека било која авиокомпанија не може да ја воведе без да бара субвенции. Најави дека е можно да има уште еден повик за нови авиолинии кон крајот на годината. Секоја авиокомпанија може да понуди дестинации за кои што смета дека ќе има најпред финансиска оправданост, а за таа дестинација да побара на финансиска подршка од државата, односно субвенционирање на тие летови, така што она кое што стигна до комисијата и до Министерството за транспорт и врски се овие 5 дестинации од овие две компании. Така што ние одговоривме позитивно на сите барања и секако дека доколку било која компанија, не само овие две, имаат идеја или доколку сметаат дека треба да започнат да оперираат од нашите два аеродроми кон било која европска дестинација, тоа може да го направат и без субвенции. Министерството за транспорт и врски има право, доколку смета дека е потребно, а јас сметам дека е потребно да објавиме и нов повик кон крајот на годината со цел да привлечеме и дополнителни дестинации и авиокомпании. Имаме и сезонски летови за кои не следуваат субвенции. Тие летови очекувам да започнат и оваа летна сезона, најави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Синдикатите во Франција повторно повикаа на протести низ целата земја против пензиските реформи на председателот Емануел Макрон. Надлежните очекуваат да учествуваат меѓу 400 и 600 илјади луѓе на сега 12-тиот ден од протестите. Планирано е да се ангажираат 11.500 полицајци, од кои 4.200 во Париз. Се очекува во петок Уставниот суд да ја соопшти одлуката по разгледувањето на предлогот за реформите, може делумно или целосно да ја поништи пензиската реформа или да ја прогласи за уставна. Протестите се насочени против постепеното зголемување на старосната граница за пензионирање од 62 на 64 години, а се интензивираа бидејќи владата го протурка текстот низ Националното собрание без гласање.
Денешното лансирање проектилот Северна Кореја предизвика конфузија и паника во северниот дел на Јапонија, каде прво беше наредена евакуација, за потоа да биде повлечена по 30 минути. Сирените се огласија низ Хокаидо, а на жителите им беше кажано веднаш да се евакуираат. Властите потоа кажаа дека проектилот не паднал близу до островот, па повлекоа тревогата. Се верува дека проектилот бил со среден или долг дострел, но во јавноста не излегуваат детали за оружјето кое беше тестирано. Јапонија, Јужна Кореја и САД го осудија последното тестирање. Јапонската крајбрежна стража кажа дека проектилот паднал во водите источно од Северна Кореја, но не може да потврди дали летал преку јапонската ексклузивна економска зона. Синоќа избумна пожар во голем трговски центар во предградие на Москва во областа Куркино. За сега нема информации за жртви. Снимката од пожар беше објавена на Твитер од телевизијата Неста, независен белоруски медиум чии собственици работат од Полска. Според руската независна телевизија РЕН-ТВ, пожарот се случил на автопатот Новокуркинское, а погодената површина е 300 метри квадратни. До опожарената зграда има бензинска пумпа. Пожарникарите утринава се уште биле на терена, пожарот сега е изгаснат. Руските власти се уште не излегле со официјална изјава за пожарот, причината се уште не е позната и истрагата е во тек. 4 мали соби, теретана и многу црвен песок. НАСА ја представи куќата во која 4 лица од јуни ќе бидат затворени повеќе од една година за да симулираат живот на Марс. Живеелиштето наречено Марс Дюн Алфа се наоѓа на истражувачки капацитет на Американската вселенска агенција во Хјустон, Тексас. 4 волонтери кои ќе живеат таму ќе помогнат во подготовка на идната мисија за црвената планета. Со мерење на нивните перформанси и когнитивни способности, НАСА подобро ќе ги разбере ресурсите што мора да се обезбедат за време на ова амбициозно патување. Волонтерите ќе живеат во куќа од 160 квадратни метри со 2 бањи, вертикална фарма за салати, соба посветена на медицинска нега, простор за релаксација и неколку работни станици. Членовите на првиот експериментален тим допрва треба да бидат именувани, но агенцијата соопшти дека изборот ќе ги следи стандардните критериуми на НАСА за кандидати за астронаути. Научниците редовно ќе тестираат реакцијата на екипажот во стресни ситуации, како ограничена достапност на вода или дефекти на опремата. Живеелиштето има уште една посебна карактеристика. Испечатено е со 3D технологија. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.